Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово, Аураспа. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Мислам дека ова е 256-та емисија, скоро 7 години го работиме. Машала. Емисију и денес имамо нового интересантного соговорника, познат човек од град Куманово, иако не е роден у Куманово, али цел живот работи и твори у наш град и ќе ми биде задоволство да поразговараме за негов животен пут од роѓење до ден денеска. А наши ваш гост у емисију за Куманово е Душко Георгиевски или Георгиевски, надимак Бизмарк. Дуле, здраво живо, прво те прашам како си. Одлично. Што викаат французите, toujours de bonne humeur. Како ве служи здравје, иако имате 78 години, али во кој да не би урок, изгледате витални, свежи и дале сте активни и креативни у работа? Има лек за тоа. Физичка активност, ментална активност. Преку ден треба да се движиш, да одиш од 6 до 80 километри. Потоа имам добар двор, садење цвеќиња, навечер земаш роман од 12, читаш до 4 сат, 5 сат. Открив многу интересни млади романсиери во македонската литература. Еве еден пример од Прилеп. Запознав професорка во средна школа, предава, мислам дека англиски, 5 романи. Кога го прочитав првиот Бисер роман, многу интересно филмски пишуван, тоа го привлече вниманието, сите ги прочитав 2000 страни за еден месец. Во овие години јас немав паузе кога поедов пензија. Ја продолжив да работам. И во фирмата која јас снимав во Куманово 92 година, продолжив да соработувам со овие приватни продукцијски куќи и тука и надвор Македонија, така да постојано мора да се човек надоградува, да, не живот. само да се мора да ја одржува кондицијата. Али тој доле спада, веројатно имате и ви некој свој начин на исхрану. Jer исто покрај физичка активност за здравје на човека, поготово викасте у години, многу е битна исхрана, тако ли? Марија, не едно да знаеш. Може би за некого, за мене исхраната ништо не значило. Тргнувах на снимање како режисер на македонските приказки во 5 сатово. Ќе купам геврек. Многу пуше, по 4-5 кутии додека работеше камерата. Ќе каснам еден залак колку да пропушам. Или ќе го оставам геврекот на секретарка на режија, ќе речкам кај 12 и ќе каснам. Дојде го нема геврек. Кај вика глумците ви зет. Значи, или ќе ме прашаат дали ти имаш афинитети према кумановското јадење кога дојдов прв пат мезалукот, или ширденот. Ја никако не бев, вака викам, ја не сум ширденско мезалучка психологија човек. Мене јадењето не ме интересира. Мене јадењето ми треба колку да можам да функционирам. Значи, сега да кажа, дека не си многу позијан искрено. Не. После пензија така малку мајка ми е проводи така афинитетот према јадењето да готвам, бидејќи мојата сопруга почина пред 9 години на плажа во Грција. И мајка ми сега вика, ајде синко, ќе готвиме. А викам, има готова храна ќе земе. Не. Ние ќе готвиме. А целта беше синот да го научи да го подготви за сам. И така ми е разви полека љубов. У твој живот имаш два надимка. Те прв, ќе ја кажеш после тек на емисија ако сакаш. И ми ќе те подпишемо доле Бизмарк. Да. Зашто Бизмарк? Тој е наследен од мојот дедо на татко ми татко, Петре Бизмарк. Мојата фамилија е трговско-касапска фамилија. Имавме два дојќани во центарот на Куманово, едниот ни го срушија, некаде 70 години, другиот и ден денес го користи СИЗот, не ми го вратија. Направи некој делавери таму, но не би сакал за тоа да говорам. Јас израснав како дете во дојќанот на татко ми како касап. А тие беа и трговци со стока. Често сакав да одам кој ќе пазарат стока на сточниот пазар. Тоа беше огромен пазар, имаше многу. И нормално како дете, кај љубопитен си да видиш, јас
ќе пројдеше дедом и ќе фати некој бик или било што, ќе каже овој има толку кила. Тоа е неверојатен еден осет. Можеше да промаше неколку кила и татко. Има вика ова кол кошта толку, вика дајте да толку јас давам. И заминува. Тој вика не можам да ти дадам. И после тоа го молат, вика ми остана, знаеш, свадба ќе правам, дајте му лаже. Не. Значи, човекот кој еднаш говори, уште од младоста, рекле, ова е прав Бисмарк, со него нема трговија. И оттогаш остана на димак од Бисмарк. А вториот, извини сега, за вториот мој, тоа го доби во детството. Да кажем, извини, Дуле, како млад човек, кад си разнае, што вика команација пубертет, кад се формирае како личност, вие си доста темпераментен како човек, како млад, увек си се, може да кажа, борија за правду и не си се плашие, бие си неустрашлив. Мојата мајка го разви чувството за правда, а татко ми го разви чувството за хуманост. Татко ми беше многу хуман човек. Сега ќе ви кажам еден детаљ. Јас имав 7 години, 55-та година, мајка ме прати за Велик ден, оди од кај татко ти да земиш кило месо мелено за сарма да направи. Таму редица, чека ти една женичка, така скромно облечена, чека и само татко ми вика, ајде, таа чекаше сите да излезат, да влезе сама. Вика, ќе ми дадеш 250 грама мелено месо. Татко ми дава повеќе од пола кило. Ама немам пари. Не, вика, без пари од мене. Јас радосен одам, го носам месото и викам на мајка ми. Тато, викам на една жена, која многу скромно изгледаше. Горката немала што да облече и дале од комшиите и даде месо. Тој хуман чин, еве ден денеска се сеќавам како да ја гледам таа жена, јас нема, еве, прашете Куманово. Колку имам на ликовна академија запишано, на медицина. Сум полагал за многу деца. Кој ќе заврши, вика, родителот кој ми е близо, ај сега да помогне му да влезе на работа доста, викам од мене. Неколку збора за твои родители ти кажа да татко ти што е бија, мајка ти како личност ти викаш дека она ти е давала Чувството за правда го развива во мене. Мајка како мајка И работни навики, извини. И работни навики, да. Таа беше безкомпромисно. Извини сега. Во твој прилог не правам дигресија. Јас закажувам со девојка. Вечер во 6 сата или 7. 6. Тутунот нанижан, јас не нижев тутун, одев на берење са бајле, те скорива во 2 сата. Не можам да станам. Абе, мама, уште 1 сат. Утре дојде и порано, спиеј, на тутун мораш да деш. Са бајле со другарите се совериме, имаше еден кувановец на железничка станица, Перо. Работевме на растовар. На пченица, Утоа на чек. растовар, да. И добиваме пари, вечер одиме на игранка. И викам, вечер јас одам со девојката. А не. Вечер имаме сливи модри, треба да се берат, а со девојката кој ќе Значи, ни створи, и мене на моите 2 сестри ни створи работни навик. Ја не можам да седам. Мене ми е чудно кој ќе ми рече некој, го гледам дека бездействува, вика, немам работа. Па смисли, вика. Денеска исполни го денот. Со активности. Пошто го памтиш ти твој мајко? Традиција е било од тој време мајка да направи убави едења. Еве некој кажува мисли дека мајка му правила убаво зелјанче, некој вика дека гра. Твоја мајка покрај тој што ве вас учила да ве изведе на прав пут, она е веројатно и се посветила увек да бидете на време, да добиете доручак, ручак, вечеру и све остало. Се кај мене не било проблем, бидејќи ти реков, касапска фамилија секогаш имаше месо. Второ, имавме економија, имавме момок кој ни чуваше 16 или крави, не сеќавам колку беа. Млеко неограничено, потоа мајка ми правеше сирење, кашкавал правеше. Така да никогаш не сме почувствувале, знаеш. Што си Дуле, еве, да ги споменувам твои родители, нека ме лака земе, што си научија од мајку, од татко ти кажа правда, од едно родител од друго, али има и некои детали кои еден денеска со ти мајка и татко го режале у главу покрај тие 2 работи што ги кажа. А малку ли се тие работи? Тие 2 работи се столбови на човекот. Чувството за правда мене страшно ме иритира кога видам
неправда, кога чуjem, кога за се што се случува. И тоа и во детството ме иритираше. А не бев од оние деца кодоши, овој тоа направи, па кодоши го кај учителот и никогаш. Јас ќе му речев, не е така. Или пак ќе го искарав, бидејќи бев малку колку мирен, меѓутоа еруптивна, емотивен, знаеш, и таа ерупција не можев да ја контролирам, така ќе му речем, слушај, смири се, ќе ми речат ова е гудри тоа или некоја девојче. Не, секогаш ги штите по славите. И сега оној надимак чувени, тој зверот. Ајде, опиши го тој. Тој надимак го добив. Имав 13-14 години. Јас од 5 оделение вежба во Партизан. Се сеќавам 60-те години бев тука Куманово во ова бања. Овдека бев на надпревар и во стариот тука имаш хотелче спиевме. Да. Да. И не знам која награда зедов, добро вежбав на развој и на вратило. Меѓутоа ми се случи, не ставив доволно креда, на веле обрт, излетав, среќа се завртив во падот и се приземив на раце. Сега, тоа е време и се бавев и со дигање на тегови, со билдерство се бавев. Тогаш веќе, знаеш, се буди на машкоста и со едно девојче кој мачори се гледавме во самолетката, таа беше многу убава, висока. Да забележи некој од незините братучеди, тие беа варошани горе. Така, не смееше јавно да се демонстрира чувството да покажеш дека таја ти се допаѓа тебе не. И се собираат сега, ќе ме напаѓаат. Не очекував јас. Идам може. Во самолетката, добро Ивановски. Ко тројца идат на мене, јас сега викам тројца да еден. Али подсвесно Дуле не се плашија, вика си спреман се бие. Не, никогаш немав страв. Нити на академија со тројца се борев со тројца араби. Тоа е интересен случај. И ги намамив, имаш еден канал, копаја водовод, ја викам сега не можат фронтално да идат тројца на мене, туку ја ќе одам по сртот, тој од таму еден на другиот долу ќе биде и третиот. И како најде мамање ја, ова му прсни ден денеска кој ќе ме види, вика, ова спомен ми е од тебе, Душко. И да, викам, и овие, вика, бегајте, ова е звер. И така остана, вика, турбев гимназија, Душко, вика, зверот, вика, не се паѓа со него. Дуле, куде си ти роден у Прилеп? Еве, има луѓе кумановци кои го знае Прилеп. Тачно кој дел на град си ти роден? Тоа е скоро централно подрачје на Прилеп, од мојата куќа до центарот е 10 минути. И тоа така, лефтерно дење. А инаку татко ми е роден во Папулкот на градот, во центарот. Меѓутоа се дели, знаеш, фамилијата. 47 година дедото продава таа куќа, му раздава на синовите. И еден се повлекува во еден дел на градот, дедо ми во друг. И така. Да те прашам, дали татко твој некад ти зборија за рат како е било од други светски рат? Не. Не, дедо ми зборуваше по мајка, он беше илинденец, дојде од Печалба, другар на Питогули. Јас ги имам неговите документи. Дедо земаше илинденска пензија и имаше значка со која јас како дете играв. Тој го развои чувството и љубовта према историјата. И тој ми го хранеше националното самочувство. Јас пред време созрев како македонец и мојот дедо носи, доаѓа, значи, Питогули му пишува дека треба да дојди, да донеси едно ѕвоно од Виена, да го излее таму, да го донеси со воз до Белград, од железница до Градско, од тука преку Плетвар, тоа е било мака. И ден денеска ги памтам тие зборови, синко, вика, ние за Македонија сето тоа го правим. Двогледи, монокли донесол. Но Питогули му вика, слушај, ти знаеш да правиш пари, бегај, еве ти чета, врати се. Повторно ќе ти кажеме, вика, борбата ќе продолжи.
Ова се негови ги цитирам зборови. Така да, мене никогаш националното самочувство не сум бил како што многу колебливи македонци. Нема. Или си, или не си. Или не си, да. Така да и ми ја развие љубовта према историјата. Јас каде одев по светот, по Европа, по Америка, секогаш после снимање во антикварници одев и барав книги за Македонија. Не прашував колку кошта. Еве можете да се уверите да дојдете кај мене во мојата библиотека колку книги имам од областа на историјата. Од најстарите пред наша ера, Така. од античките автори до ден денес. Ај кажи, да достанемо на твои корења, твои две сестри што работив? Мислим, што се поступило? Едната е пензионерка, другата работеше во тутунски коменат, електротехничар беше. Така, со стабилен статус, убави семејства, со дечиња, со внучиња. Вие се видувате стално. Да. Ти одиш у Прилеп и... Јас не можам, Чека сега, дали си ти кумановски прилепчанац или прилепски кумановац? Јас сум прилепчанец од Куманово, на време на работа Скопје. Зошто? Да. Затоа што се роди во Прилеп, 18 години напуштив, отидов на студии, дојдев овдека. Сега, јас тука бев 15 години, меѓутоа и за тие 15 години јас после дали играм, дали режирам во театарот. Во 2 сата бев радио Скопје. Зошто? Затоа што ние имаме 2 дипломски работи. Првата беше радио, ни предаваше радиодрама директорката на Теле 212, а јас бев во класата на професор Белович кога го не напуштив Софиската академија. Така да она ми даде роман да драматизирам. Но отидов Прилеп, направи драматизација. Она ме вика, ода Белград, сине, не можеш, вика, ова да го режираш. Што вика професорка, вика, авторот е затворен, делот го повлекоја од продажба. Дуле, основно што си учија у Прилеп и средњо, тако ли? Да, гимназија учев. Гимназија. Најбави период у живот, гимназија, другарства, и кој ден денеска веројатно ги негуеш с луѓе. Со другари од ние бевме, знаеш, генерација немавме телефони, немавме. Не имало тега лаптопови, компјутери. Не. Но затоа имавме активности, спорт. Игранки многу организиравме во гимназија, по домовите на култура организиравме. Потоа неколку другари, бидејќи ти кажав работевме на железничка, ќе земиме пари и во центарот изнајмивме едно станче, многу убаво. И четврток, петок правевме таму журки со нашите соученички, меѓутоа без никакви вулгарности. Сето тоа беше дружење. Сега би направиле компарација тој дружење и овој многу различно доле. У свак смисол на збор. И мало што викаш ти поштовање и респект и другарство и да се помогне. Се. Сега е друго време. Денеска од друг аспект гледаат децата. Дали го гледаат материјалниот аспект, и едниот и другиот, и момчето и девојчето. Потоа, таа љубов меѓу нив трае некако од краток веќе. Ние доста студиравме да ја проучиш кој е, што е, како е, и кога веќе ќе воспоставиш еден контакт, то траеше. И тие кои ќе влезе во брак, трае. Во тоа време немаше. Сега не поминало 2 месеца, после свадбата се раздвоиле. Чудно е сето тоа. Незрели се влегува. Јас, например, соженим на 22 години, во едната рака чував едно дете, во другата книга. Навреме дипломирав и еве ги децата, успешни се. И веројатно се преголеми очекувања сега на млади. Нормално трка за профит и све друго. Потоа одевме во многу секции, немавме време ние. Драмска секција, литерарна секција. Не знам кој. Постојано, значи, игра Орна плюс. Сум немал време, значи, за губење. Како што викаат децата, се шлаје, како се вика тоа. Да, тој се вика шлаје се цело. Да, така.
И сега, зошто да одговорам на ова прашање, зашто Прилепченецот Куманово на време на работа? Значи, не успеа првата драматизација да дипломирам со радиодрамата Белград. Зедов направив од 13 раскази на Чеков, многу го сакав како студент Чеков, неговите раскази особено, има и сатира и многу хумор има. Така ги драматуршки ги исткаев, да добив едно драмско дело, кога го однесов во Радио Скопје, го прочита Томе Арсовски, вика, абе Душко, ова драма не знам века на Чеков, нема ваква драма. И е Крстив Зајцев, еден од главните ликови Зајцев, веш. Викам, тоа јас се направив од 13. И изеда расказите, еве ги реков. И добив многу висока оцена и ми се отвори тоа патот да јас секој месец режирав по 2 радиодрами во Радио Скопје, режирав и играв. Така да морав затоа што сопругата Пораскева ми беше на факултет, децата во градинка тука беа и мојот работен ден траеше до 7 сато, ќе дојдам тука или навечер представа ќе имам, или можеби пак некоја генерална проба која режирам. Слободно време немам. Со задоволство ми ги покажеме овдека едно... Ето е, тоа е... Еве. Прво во камера да пати. Тоа е од студентските денови. Да? Да. Студент прва и втора година во Софија. Тоа е било која година доле? Тоа беше 60 и 7 година. Тоа е било време каде Бугарија е била у Варшавски договор. Да, да. Каде нашиот статус национален се признаваше, ето тука отвори и пишува. Студент од Југославија и македонец. Како се живеало во Бугарија доле ти кога си бие студент? Скромно, меѓутоа, знаеш што, ние имавме, Бугарите има мензи за меѓународни студенти, јас бев во класа, прв таа класа беше да се студира режија под глума и тоа ме привлече да отидам на академија, а имаше и од Прилеп, Марин Бабич беше, Диме Станковски пред тоа, Чорески таму беше, Мето Јовановски, пред мене една година беа, а јас уште од детството, веќе кога прв пат влегов во театарот не однесо од осмолетка, бев второ или трето оделение во театар, јас бев фасциниран од магијата на театарот. И јас реков, еден ден ќе се бавам со театар. И останав доследен на тоа. И веќе од 5-то, 6-то, 7-то влегов во драмската секција, 8-то, прв пат ме зедоја во професионален театар да играм во Прилеп. Човекот кој не спремаше беше актер и спициент. Благоје Дамески, режисер на Прилепскиот театар, ја работи Крвава македонска свадба. Но нема кој да го игра Дуко, млад, брат на Цвета, кој грабнува Јашарбек. И тој вика, имам јас едно момче, ќе го донесам. Јас дојдов во театарот, го одиграв со Захарица Вртановска и оттогаш не излегов. Па друга представа, па трет, така да комуникацијата ми беше театар, гимназија, театар, гимназија. И патувајќи тука кон театарот, едно девојче доаѓаше, секој ден одеше во школа, го гледам, тата се смешка, значи гледала представата јас. И јас бев гимназијата, беше 8 оделение. Параскева, Димеска. И секој ден ме чекаше тука да... Ја викам, ова девојче, викам, заслужува да и се посвети повеќе внимание. И кога дојде прва година, втора, се запознавме, така се дружиме и викам, од сега одиме под рака фатени за гимназија. Како вика? Ами ќе не види професора, ќе не види, вика, брат ми, има 3 брајча, сите инженери. А во тоа време да те видат? Да. Страшно. Ако сакаш со мене да видиш, тој е услов. И она добро рече. Така, конфуз тргнавме, стигнавме до гимназија, оде викам, влези на час, во 1:30 излезеш во дворот на гимназијата.
Зошто? Имам многу важно, ти кажам. Ама сега кажем, не. Таа е одила час, во 1:30, јас се чекам, а му викам горе на моите другари, сите прозорите отворете ги, мај беше мислам, да видите што ќе се случи. Таа иде, каже, дојде викам, не можам да ти кажем, нема никој, вика, чекај да ти шептам. И јас се прегрнав и вакнав. Горе аплауз, ученици. Идам на час, по македонски Коста беше. Професорот Ерменец. Глумец, така ме викаше. Глумец, ова е, вика, резил што направи за гимназија. Ова е голем неморал. Ајде кај директор. Одиме кај директор, вика, Душко направи тоа. Душко, што ќе кажеш? Вика директор. Што да кажам, вика директор? До кога ќе се криеме ние? Зад порта, зад зид, не знам каде, зад некој жбун. Јас сакам да ја покажам таа љубов. И нема криење повеќе. Тој ме гуши на директор, вика, сине, вие сте нашите први Ромео и Јулија. Љубете се, радувајте се на младоста, но немојте да грешите. Што грешив? За тоа што е прегрнав. Ништо не е неморално. И така со Параскева јас и брак склопив. Бевме многу Да среќни. не го забравимо твој детаљ од живот, ти си веројатно бил војско ЈНА, служија си. Да, Сараево бе војска. Колку беше дуле војската? 15 месеца ли? Не, јас бев 12 месеца, школа во резервни офицери, противвоздушна одбрана, меѓутоа повеќе го поминав во војниот рок во Народен театар, бидејќи многу близок бев. На 27 години отидов. Сараево е тега би еден од најубави градови. Да, и пред тоа се запознав со братот на Златко Пејаковиќ, Јосип. Пејаковиќ Јосип. Играше монодрамата во Прилеп Ој животе, бидејќи јас се бавев со монодрами, уште од академија на 4-та година, јас го играв најтешкото дело, за испит го режирав и играв. Крујцерова соната. Најтешкото, професор вика, како душка? Професор вика, ако се давам, да се давам во длабоко. А и жена му негова, Маја Димитриевиќ, беше првакиња, играше монодрами. И таа доаѓаше на проби. Јас одев кај незе кога професорот беше на пат, често дома, како супервизор и служи. Тој дел. Да се навратиме на студентските денови во Софија. Значи, бев примен во класата, се мене повеќе професори, ние не оставивме кај Елка Михајлова, главен режисер на воениот театар во Софија и сопруга на Стефан Гецов, еден голем актер. Имав тоа задоволство, а Коста Цонев ми предаваше глума, танци ми предаваше од Источна Германија и пластика, не знам што, тие ми одеа доста предмети. И од прва година до втора, веќе и трета стигнавме, но во трета не повлекоја, затоа што нешто се влоши односите меѓу Македонија и Бугарија, бугарите ги повлекоа своите студенти. Ние доаѓаме во Скопје, во Македонија, ни ги земаат пасошите. По едно време ни ги дадоа. Дел се вратија во Софија, јас не се вратив, викам, јас си одам Белград. Имав задоволство. И после отиде во Белград, така ли? Да. И ми се падна во класа на Белорич. Прекрасен човек, голем режисер. И таму продолжив. Кога виде дека сум даровит, не вклучи први како асистенти од класата наши што бевме македонци. И мене тогаш работеше Заким звони. Милан Гутовиќ Циганот го играше, а Светлана Бојковиќ Марија играше. И се разболи Гутовиќ се разболи, вика, ајде Душко, оди вика, чувај се на сцена, јас го знаев текстот, бидејќи работевме секој ден. Така да имам искуство од југословенско драмско. Дуле, прашате на кратко за Софија. Белград од тој време бија модернски град. Имало е убави моменти кои си ги проша таму веројатно и кои не може да ги забравиш од Белград, а на некој начин покрај Софија Белград ти е помогнаа
да стекнеш некоju своју визiju за далју живот на твоју професија? Во Софискиот универзитет, факултетот за драмска уметност ВИТИС се влегуваше во 8 сат. До 1 одевме во меѓународната, имавме 2 сати пауза за ручек. Влегуваш во 3 сата, излегуваш во 10 вечерта. Премногу се работеше. Додека во Белград беше полабаво, сличен принцип на работа, основата беше Станиславски, нели, и военната академија во другата, со тоа што актерите беа во предност во Белград, што уче и игра пред камера, бидејќи многу специфично ти да играш пред камера, особено крупен план. Се знае, мора се да е демфовано реакциите, друго е широкиот план, театарот е широк план, нели? Ти треба повеќе, да речем, емотивна сугестивност да допре емоцијата до гледачот до публика, додека ова тука е публиката, еве, камерата, она пулсот ти го мери. Окото, играта на окото. Така да многу сум задоволен и тоа меѓутоа србите не направија приемен испит кога сака да ги видат испитните работи од Софија. И плюс тоа ни дада уште 6 диференцијални испити. Ја кога отидов таму ниво време, 4 месеци не влегов во театар. Тие испити мораш да ги положиш, историја на уметност не ме признава. Како? Историја на уметност, кај да полагаш, што е? Така? Што е разлика измеѓу Софијски и Београдски, кој е кога се вратиш назад, хронолошки? Што су ти били предности кога си студирае у Софија, а што од Београд? Јас ти кажев, основата е театарот во Софискиот факултет, додека вам полиберално беше во Белград. Се прави повеќе експерименти. Кој бе тега директор у Београд на театар? Кој бе директор? Кој бил главен како генерален директор на театарот во Белград? Кој бил? Театар. Претходно беше мојот професор на југословенско драмско. На другите театри не знам кои беа директори. Кога ги положив тие 6 диференцијални испити, веќе почнав да гледам представи, да одам во ателје, да одам во Народно позориште, да одам на музичкиот театар во центар, каде имаше и наши членови. Таму Добрила Чабрич некаде 50 години ја земаат од Народниот Скопје во музичкиот театар во Белград. Немавме време многу исто за шетање. Немавме време, Маријане. Се сеќавам и имаше многу строги професори, некој еден од нив беше и предаваше социологија и уметности. Тоа беше брат на овој што го смени Тито од полицијата, нели? На Ранковиќ. На Ранковиќ. Да. Кај него беше страф и трепет да влезеш на испит. Јас се спремив добро, влегов супериорно, 3 прашања одговора, вика, одлично, Душане, здрава шеска. Професора, викам, толку труд вложи, викам, зарем не заслуживам? Ја, што си дрзак. Не сум дрзак, викам, не сум дрзак, по природа не сум. Меѓутоа ме иритира вашата прашање. Добро, прав си. Овој излегува Берчек надвор, во Лјоша Вучковиќ. И ме гледа, а јас играм како, знаеш, колебливо паднат ли су. Вика. Да, тега Југославија... Покажувам седмица, само вака се патија. Југославија имала плејада на глумци, еве, да не ги зборимо, Раде Шербеджија, ти ги спомнајаш Вучковиќ. Зато ти реков, таму и театар се учеше и филм. Неверојатно квалитетни глумци и многу убави филмови се имало во тој време на Југославија. А после ќе збориме за наши македонски глумци кои су исто биле квалитетни. Сега
Многу е битно да кажеш, пошто ова е емисија за Куманово, како се деси ти да доеш у Куманово и дали се тој поклопива некои коцки или имае си намеру доаѓам у Куманово да работи? Сосема случајно. Ја кога дипломирав во радиоскопија, отидов в Белград, ја носам радиодрамата. Мирата Раиловиќ, директорката на ателје, таа ни предаваше да ја слушни, да ми пише оцена. И ми пише, мислам, девојка. И тогаш академијата беше на Кнез Михајлова, долу беше Коларац, како студенти ќе слезиме на пауза и ќе фрлиме еден коњак и бесплатно беа јајца за меса и ќе седиме 2 јајца, ќе се качиме горе. Ми се јавува секретарот на академијата и Душко, тражите колега из Куманово. А нас професоро декември веќе не ослободи, требаше до мај да одиме. Така. Да слушаме. Нема, вика, колеги, сега, вика, одете, вика, правите дипломски работи. Сеќавам не одведе на ручек. На Сава имаше еден брод, таму ручавме, последна лекција, со среќа нека вие. И Драган Велјановски се јавува од Куманово, од театарот, тој прв дојде да дипломира. Работеше лажливец од Голдони, главна улога му играше Светиев од Народниот театар. Так. Светиев имаше дипломирано во Загреб. И вика, Душко, кога се враќаш? Тогаш. Испитот по хрватска драматургија, и ние режисерите и светска литература, романсиерска учевме, и драматургија. Драматургија огромна, поделена, античка, средновековна, па југословенска, српска, хрватска. И замолиме професориве, дајте поделете, не можеш сега цела драматургија. 50 драми прочитај по 2, нека се главни ликови, 100. И колку сакаш, нотирај го ти материјалот. И му кажувам, Драгане, а вика, кога тргнуваш за Скопје? Во 2 сата имам воз, викам, вечер сум в Скопје и идам кај тебе. Или кај него Спиев, или кај колегата Томче Стојков, кој после ми стана, со него бев цимер во прва година Софија, и се договоривме, кој се жени другиот кум. Томче Стојков е кум на моите деца. Или па ќе одев и румлери кај него. Скокав од воз. Тука намалуваше кај пред Јурумлери, Трубарова, не знам како се вика, скокни од воз. Да. И вика, не, ќе дојдеш, вика, Куманово. Јас имам генерална проба, ќе те чекаме. И добро, дојде в Куманово, ме чека. Ме однесе во театар, ме запозна, гледам директорот млад човек. Битно е да кажемо, Дуле, тега директор на театарот, ти кој што ми кажува, кад се видуваме пред некој дена, е бие Томе Бус, тако ли? Да, Спасовски. Томе Спасовски Бус. И знаеш што? Што ме привлече? Гледам млад директор, јас млад. И вика, кај ќе одиш ти, Душко? Јас викам, дипломирав по едната дипломска ја направив за радиоскопија, ми понуди ја радиоскопија и хонорарно додам телевизија. И што вика таму? А Ацо Ѓорче пред мене тука беше во театарот. Ретко кој знае дека Ацо имаше завршено и режија, Белград исто. Да. Прекрасен актер. И празно место. Вика, мене ми треба, Драган ми каже дека студираш и режија и глума. Јас сега ќе ви кажем еден случај кога игравме со Драган Велјановски, баш јас. Покрај тоа што играв во моите испитни работи Белград, играв и кај колегите ме завеа. И сега јас играм, некој позади прашува због кога е дошла Маја Димитриевиќ. На мојот професор првакињата дојде да гледа. И Беловиќ се врти и вика, због Душка колеги е дошла. Тука Берчек, сега реков Вучковиќ, Алјоша. Алјоша, цела класа. Така да, јас сакав да продолжам и на двата плана да се развивам. Јас имав информации, кој имав гледано Кумановскиот театар на игрите во Чернодрински како гимназијалец и имав убаво мислење за тој колектив. И тоа ме вика, Душко, остани овдека, а ми понуди дупла плата него во Скопје. Слушај, викам, тоа јас сум, викам, женец со 2 деца и он се изненади. Кога стигна? И
Нема проблем, вика децата, вика ќе ги ставиме во градинка, жена ти ќе вработите, не, жена ми е на факултет на југословенска книжевност. Викам, проблем ќе биде сместување, нема проблем. Истиот момент Томе се јави на Блашко Јанески дома. Вика, председателе така и така. Да, така да кажеме, Блашко Јанески бие градоначалник на Куманово. Да. И ајде, вика, дојдете, имаме, вика, млад човек дојде од Белград. Утре ве чекам во 10 сат. Тоа беше, ја петок дојдов, саботата. Отидове кај Драган, другиот ден се враќам, Куманово, одиме кај Блашко Јанески. Се запознаме и тоа ме вика, ни треба овој човек. Му кажува, може ли стан да му дадете? Може. И тоа беше предуслов што јас, првиот предуслов, вториот. Блиско ми е Скопје. Овде ќе имам можност да работам како режисер и актер. Второ, близината што значи Скопје? Можам да работам и во радио, под 2 радиодрами, и драматизација правев, и преводи правев. Плюс тоа, можам да користам кадар од Скопје. 73 година ја режирам Црниловот. Коле Чашуле. И се вратиме на тоа. Битно да кажеш у Куманово, кога си дошол у театар, кои се биле луѓе с кои си работае? Ако грешно ќе ме исправиш, тој бие Стромениковски. Стромениковски, да. Ѓорѓе Андове доше исто од Велес. Да. Други, да допулиме... Љубица Гојковиќ. Гојковиќ, Буба, да. А потоа имаше Стромичанка. Боро. Како надима, како му беше забрави. Боро, потоа... Тој бие како помлад. Стојачико Ѓоко Николовски, прекрасен. Ѓоко, да. И добар актер и како човек. Па и Нино Величковски, тој бие како помлад. Не, Нино Величковски аматер го земав. Аматер, да. Аматер, потоа беа... Ви сте били како една фамилија тој, соработувале сте. Имам една фотографија, мислам, не знам каде... Ево, ова ќе покажам. Не, најде ја таа фотографија каде сме сликани, ќе видиш цел ансамбл сме. Тоа е режија на мој колега. Дај таа фотографија долу. Ево. И уште една има, каде сме цел ансамбл. Тоа е Фејдо. Еве, кажи Дуле кој се овдека на слика. Тука е Анастас Миса. Анастас Миса, јас играв главна улога. Ова е Стромичанката на која не можам да се сетам, се извинувам. Многу добар актерка, многу добра. Незината ќерка исто актерство заврши. Но нас омажи за Ацо Ивановски во Скопје. Прекрасна актерка. Тој ја режираше колегата Унковски. Слободан Унковски, да, јас го замолив, викам Слободане. Сакам да направиш една представа. Го зеде Фејдо, не беше игран тука. И направивме многу добра представа. И оно што е битно, представи у Куманово и мало на нон-стоп, може да кажу или не, сала е била пуна. Да. Куманово е имало театарски дух, имало е смисол. Секој ден скоро имаше представа. Дали беа организирани преку синдикат, дали на каса карти. Дали преку фабрике. Да, тоа е преку синдикат, Да. дали. Публиката се ствара. Ти, ако кај едно дете не ставиш темел добар, тој не може да се развива понатаму. Да. Така и љубовта се развива према одредена уметност, особено према театарот. Театарот е масова сугестија, нели? Ти сугерираш еден став од сцената, го развиваш чувството за убаво кај тоа мало дете. Тоа мало дете со тек на години кој ќе доаѓа во театарот, тој станува твој гледач. Тој станува дел од театарот.
И сала е била долу увек пуна. Секогаш полна. Добре, да. Чак и кога играв монодрами беше полна. Сега, кога ти е била прва представа во театар, Тоа беше со, реков, Црнила, Шишков го зедов. али подсвесно искачаш на бину, викаш јас сега дебитирам, публика, пуно сала, па може да викаш еве ќе ме фати и трема, али бие си спреман на све и на некој начин не си уплашија. Викаја си, еве го публика, ти си се опуштија и си презентираја оно што ти е било задача да го презентираш. Знаеш што? Јас работев и со Петре Прличко, сомнително лице, со Кјостаров. Секогаш ќе ти излажи некој ако ти рече дека нема трема пред да излезе на сцена. Тој се вика Меѓутоа, позитивна трема, тако ли? Таа е позитивна, ти служи како трамбулина, како отскочна даска Да. и трае можеби додека првите чекори ги направиш на сцената, но што е примарно? Да го фатиш вниманието, да го зграбчиш и тоа агресивно, суптилно агресивно, вниманието и да ја водиш публиката. Не го фати. Вниманието ќе се прозеваат. Нема представа, ќе се разговараат. Често имало и такви случаи. Тишина ве молам. Нема тишина. Не се тие виновни. Тие на сцена се виновни. Што не успеале да го мобилизираат вниманието на гледачот кон представата. Тоа е. Да, доле овој прилику ми ќе покажем, ви имате многу интересантни вие фотографија. Ја би се каја да ги скоментирам, овој се дел од вашу историја, дел од ваш творечки опус, а камерман ќе забележи, ово е Тоа е Шенка и Колозова и јас играме Ангелина. Тоа е поема на Ѓорги Сталев, синот на Стале Попов, професорот на тој се све легенда наши. легенди наши. Дипломираше наш колега прилепчанец од Белград. Не му даваја, не знам. Викам, тоа ме вика, може момчето, може би душка, ама вика, парите ги потрошиме, немаме. Бе, слушај, викам, остави, ја ќе најдам. Замолив некој, брзо, јас сум комуникативен, брзо воспоставив контакти со директорите на фабриките, тие помогна, потоа зедов студенти од академија. На Чорески брат му, Шенка, јас игравме и направиме прекрасна представа. Дојде од Белград да ја гледа представата и се случи еден убав театарски чин. Еве го дека Буба, Тоа е моја режија, тоа е Кекец и Мојица. Гоце Влахов, Љубица Гојковиќ и Драган Бошевски, по потекло од Битола. Тој беше на почетот драматург, но и актер. Така, со скромна заложба, но голем влюбеник во театарот. Ето е првата улога која ја одиграв по Куманово. Само што дојдов и ме замоли Димче Христов, мојот колега, работеше во телевизија. Еве го Ѓорги Колозов тука. Ова е завера на Велимир Лукич, тогаш беше директор на Народно позориште во Белград. Ова е 73-та, некаде ноември излезе, октомври излезе представата. Јас го играв Тигелин, тој е прокураторот на Палестина. Ѓорги Колозов, не ми текнува што играше, и дамата од Струмица, феноменална овој глумица. Ете, видиш, помина толку време, некој, знаеш што, јас лик кога видам еднаш, по 100 години да го видам, јас знам кој е. Меѓутоа, од детството имиња чудно не памтев многу. И ќе прашав неколку пати, како се вика овој, за да го запамтам. Доле, што е твоја дефиниција за театар, еве? Ти си проша многу в живот, театар ти е бија, да кажу, инспирација, духовна храна. Театар е нешто над Театарот е нешто магично. магија, што вика. Тоа е магија. Ствараш на сцената, како режисер, еден имагинарен свет, глумците ги внесуваш во тој имагинарен свет, треба да поверуваат дека тоа е реалност, тоа чувство на реалност да допре до публиката и таа да му верува. Тоа е таа магија на театарот. Значи да има
како да кажу сега, рамномерна конекција, публика и овој, Да. публика верува на глумци, а глумци го тоа презентира. Да. И театар е бија на некој начин, па може да кажеме и символ на Куманово. Основата на системот на Станиславски е тоа магично ако. Ако беше вистина, како ти ќе реагираш? Ако беше вистина. Него не го интересира Душко како артист или Маријан артист сега ќе игра, Маријан во дадени околности од авторот. Не, својата психологија ти ја позајмуваш на ликот. Но не само психофизички, треба да го обоеш и психолошки и физички да го обоеш ликот. Да излезеш на си од себе си, од Душко, од Маријан или Анастас Миса, не го интересира него мојот живот. Не. И јас и тоа во приказките го барав кај актерите. Често се луте, деј бре Душко, ова е филм, ова е ТВ филм. Јас сакам ти по дадени околности на авторот на Цепенко во тие услови играш. Да. Дали си злобен, дали не знам, основната доминантна карактерна на црта на ликот мора да се носи. Ова беше интересна представа. Ова е на маса, на теа на стал што вика Кумановци. Да, ова е на Нушич, на жалена фамилија. Ја го играв Ѓорги пијаницата, Ѓоко. Ќостаров, професорот, ја режираше. Јас му бев заменик, помошник режисер, но вика Душко, знам да си ти даровит глумац, играј ово. Сега, се сеќам еден детаљ. Јас често знаев, кога ќе поминеше, не сеќам кој играше, која не служеше со пченицата за мртовецот, и сега јас само одам по него од гладен, пијаница, излегува и само земам од топченицата, а Ќостаров вика Душко, мало не, вика, го привлекуваш вниманието, вика, од другите. Ова е исто легенда. Тоа е монодрама која излезе 74 година. Ја направив Иво Риварлола. Ова е наш глумац. Да, јас ја режирав, играв. Одиграв за театарот 150 представи, меѓутоа во еден момент и 5 представи ми ставаа. Петата представа да ме прашавте како, за школа играш. Петата представа да не знаеме ни име ни презиме. Од умор. Да, и во еден момент, плюс тоа, доста пари им носев, затоа што си плаќа. Со мене Петко, осветлител беше, тој ги собираше парите, му даваа него професорите, тој ги предаваше таму и замисли, после 150, викам стоп. Јас одам ова да играм приватно. Ја дадов на Македонија концерт и на Салон 19. Играв уште 130, 280 представи одиграно во Македонија. Овдека Шенка препозна го. Тука Шенка Колозова, Живко Пешевски, мислам Старомениковски да позади. Јас го играм, главна улога играм Христо, борец на Дак. Текстот е на север во рајот од Ристо Јачев, прекрасен и поет и драматург. Добра представа ја режираше мојот колега и мојот кум Томче Стојков. И доста одеше таа представа. И добро поминавме на Чернодрински во... Да, во Пилип Војниче Чернодрински. Тоа е пустина на Абаджиев со Живко Пешевски. И таа е некаде 70 години само што дојдов. Борко Зафировски дојде, мој колега, заедно студиравме по Белград. Вика Душко, ајде да ја режим. Му кажав на томе, добро, вика Душко, нека дојде. И тоа беше добра представа и многу добро помина на игрите во Прилеп на Чернодрински. Да, еви, ова вие ќе кажете што е. Да, тоа е... Ако сакаш, прочитай го што овој карикатурист напишал за мене и кога... Ова е направена во Прилеп, бидејќи јас бев режисер на хрониките за театарските игри. И еден ден вика Душко, повели вика ова јас го насликав. Ако сакаш ја ти го прочитам, можеш. Повели ти се го прочитай, ова е твое. Душко Ѓоргиовски, стокмен во чизми од 100 милји,
Залудно е ти да ти го следам патот. Дика во Куманово, дика си на сцената, дика во Скопје, со камера го меркаш нашето време. Но ако таму не си, овде во Прилеп си, со насмевка, лика, горд, со исправена става, шеткаш додека документарец се раѓа во твојата глава. За сликарот Аче јас правев. Тој излезе добар филм. Аче беше голем. За глумецот Блаже Алексовски, потоа го направи за Чико Ѓоко Николовски преку радиодифузија. За Зафирот е еден голем пејач од нивото на Никола Бадев. За Марко Крали и неговите кули, за Петлевски орден, за Зарески, тој беше професор, и јас го правив портретот. Љубен Димкар исто направив За тебе јавува од Љубљана. Натаму те нанела некоја трага заедно со Дурло, заедно со мадам Кошир. Таму играв монодрамата втора Љубљана во цела Меканеја, во цела Словенија. Потоа сте гледаме на Беласица Бистра, на Кораб, на Солунска глава. На Цоцов камен сними, нема да верувате, концерт со 3 камери, со магариња носевне и маски до Цоцов камен, но го снимивме. Тоа беше групата на мојот другар од Љубљана. Јупчо, да. Рожба македонска од Вергина. Браво. И сега мора да кажемо, Дуле, да не го забравиме од битно работу. Ленче Кумановче на прекрасан проекат кој го сликува Куманово на вистински начин, на прав начин да кажу. Еве твој коментар за Ленче Кумановче за представа. Јас, представете, имам гледано на телевизија. Знаеш што, таа представа има една музичка вредност, има некоја посебна вредност. И актерска, затоа што сите играат со жар. Инаку тоа е реставрација само на едно време. Со на време и скромна и сценографија, да речем иконографија. Добро е што има документ, знаеш, за незе, а многу представи можевме ние во Кумановския, се извинувам, театар да ги снимиме, зошто, не знам, не стигнаа до телевизијата. Интересно е, јас кога дојдов, викам, имате младинска цена? Имало, па немало, имало. Викам, ќе направиме, ќе обновиме. Направив една представа, први на Печалварија на Крле направив. Сеќам, Гиле играше тогаш средно. Горан Илич. Да. Школец многу попина во Кочани. После тоа направив со групата од Чик. Од Чик Хамлет од Мрдуша. Дојде го преведовме од Дојѓо Конјаре. 7 месеци работев. Тоа резултираше со тоа што во Кочани добија прва награда. Македонија ја представувавме во Требиње на југословенско ниво. Таму тотално триумфиравме. Прва награда за режија, прва награда за представа. Критичарите хрватски, ние могуче, каже, ово су професионалци. Белјо Пешич беше директор. Викам, праша, где е редител? Ние ту, му реков да не кажува дека сум тука. Не, ово е подвал, ово су професионалци. И јас викнав еден дискретно, викам, имаш работничка книжка, имам, извади ја. Чик, работа. Да. Тога се уверува. А ми е криво што јас 3-4 пати се сејалам, Прилеп, Скопје, овдека неколку станови, така да тие критики некаде ми се во некои пакети и не можев да ги најдам за ова кратко време да прочитаат. Еве е наградата. Тоа признание е добиено во Требиње за мојот труд со вработените аматери од Чик. 7 месеци поминав со нив и нормално дека се родија некои резултати. Триумфираа во Требиње. Публиката неверојатно реагира. Критиката на Такалис на Маша рече, ово не е могуче, ово су професионалци. Не може да ги убедат, јас замолив еден од
артистите, викам, има некои книжки извадете, и се тргнав на страна. Не знае, воопшто не дозна дека јас сум режисер на представата. И не сакав. Ние требаше Југославија да ја представуваме во Палермо. Меѓутоа, не знам зашто, кога дојдовме овдека, нити ми дадоа, ми следуваше ноемвриска награда. Не ми ја дадоа. Може би ради тоа што не сум кумановец, не знам се. Добивам прва награда на Чернодрински, играм Фромовата ѓерка кај Живко Чинго. По статусот на театарот се предлага и нема кој не добил. Сите артисти што добија награди надвор, му дава и мене не ми дадоа ноемвриска награда. Не знам сега што беше проблемот. Може би премногу се чувствував ме чувствува како прилепчанец. Не. Она преска кога ме прашати зошто дојдов. Ја кога дојдов овдека видов една еманципирана средина во Куманово. Првиот момент кога слегувам, гледам луѓето изворено костемирани, со многу вкус. Потоа, начинот на еманципација го гледаш. Наспротив Прилеп кој е една позатворена, попатриархална средина е. Прилеп има многу достоинства. Второ, овдека ме привлече што многу јака материјална база. Викам, театарот скромни средства добива. Се надевам дека ќе воспоставиме контакт со големите фирми да помагат. И така успеав. И канев директорите, доаѓа стана пријатели, доаѓа во бифето, после ги канев премиерите и сите тие на извесен начин го помагаат театарот. Секогаш кога ќе појде во Чик, толку пара чевли не треба, ќе нацртавме. Тој период, ќе појде во Кирофета, костими, толку ни треба тоа. И успеав. Колку време дури си работил во театарот во Куманово? 12 години. 12. И после идеш у МТВ? Или паралелно работиш и МТВ и театар? Паралелно, затоа што работев паралелно и радио. Ацо Алексот после тоа ме вика Душко, има една серија македонска поезија. Сакаш и да ја правиш, да ја зедов таа и полека влегов во телевизија. Меѓутоа, кога ја добив наградата во Прилеп, бидејќи играв со Шишков и со Чоревски. Со Шишков јас неколку представи тука имам. Значи Црнила, Летво место игравме браќа. Му кажува на Љубиша Георгиевски, викаш, земи го Душко, вика, местото кај нас му е во Народен театар. Љубиша ме викна 85-та година да гостувам во представата Јулије Цезар. Шишков играше Брут и јас го играв Брут Каси. И Чинго вика, Душко, ќе останеш ли тука? Имам многу добра критика од Димитар Солев за твојата игра. Реков, не знам. Почнав да се колебам. Во еден момент одлучив да се заменам телевизија, да работам она што ми е примарна професија. А продолжив да се бавам со театар, бидејќи кога го напуштив театарот, извадов нова радио, монодрама. Случајно ми ја даде Кире Солар. Му ја дале, вика, земи го бе ова книжувале, гледам, прекрасен текст. Животниот пат на Жига Ислам, поет од Босна, од Брчко, напишен на брчки дијалект. И јас земам податоци, се јавам на Жига Ислам, вика, може ли јас да ја преведам на македонски? Меѓутоа, толку е по македончев, јас викам, ќе ја режирам и ќе играм. Играм 8-9 ликови, действително, тоа е лично негово авторско дело. Тој губи, како дете се пентерел по возови, теретни паѓа од воз и ја губи ногата. Кај него Хајре Боснич, јас го крстив Трајан, на мајка му да трае. Чаталовски човек со длабок корен фамилјарен. Од каде? Действието се случува на Брчко, кај има пруга. Сега гледам пруга, кај има поселава. Зедов картата да биде кратко. Бучин, од Прилеп долу. И така крст. Трајан Чаталот од Бучин, премиерата беше во салон 1919 и сите дијалекти што беа во Македонија, ликовите ги направив. Гуте од Куманово, друг го направив од Прилеп, трет го направив Рист од Богданци. Така да има многу сатира, многу хумор и убава порака таа монодрама. Пред неколку месеци играв во Дом на армија во Скопје, 323-та представа, сега ќе играм 324-та и 5-та во Прилеп. Апсолутен македонски рекорд.
Играв на првиот фестивал во Битола, јас, Мите Грозданов, Јоана Поповска, го отворивме првиот фестивал на монодрама во Битола, Македонија. Браво. Еве, 98 година, избор на мис Ушавац. Ви сте у жири комисију. Да, на покана на... Имале сте сладки муки, што викав, да се изабере најбова Да. дама. По предлог на Бата Живиновиќ и неговиот син Милко, со кој бе близок, бидејќи јас уште се запознав 93-та година со Бата Живиновиќ, го замолив да ми направи контакт. Јас немаше Македонија вештачко ѓубре, а бидејќи бев режисер на и земјоделски емисии, тогаш немаше бирање што. Да. И Бата ме однесе во Панчево, ме запозна и големи количини носев. Потоа ме однесе во, ми требаше Македонија, немаше, јас знаев дека нема пченка. Фармите ги знаев. Донесов многу пченка, таму го запознав Благоје од Свети Николе, директор, вика, тој е ваш македонец, вика, нема проблем. И сега во еден момент, вика, ни треба, ќе правиме меѓународно. Ми се јавува, Милко син му на. Душко, долазиш, имаме фестивал, вика, избор на лепотица на Југославија. Дали си слободен тогаш да дојдеш во жири комисија? Добро, реков, ќе дојде. Отидов Белград, од тука со кола, отидовме на фестивал, ме запозна со градоначалникот Марко. И сега седиме, до мене Вања Илич, композиторот, сопругата негова позната глумица во Белград. Таа беше прекрасна глумица и многу добра пејачка, млада, штета замина. Овие имиња, ти реков од младост, не памтам имиња. И гледа, јас излезе ова излезе. Да. Не, дај ми е сликата, ова е од телевизија. Еве, овде кај што се. Излегува ова девојка, од Косово ја најавуваат. Гледам, ја испишувам највисока оценка. И ме видела колешкава, дека и стави висока и вика, Душко, јел могол да изажеш мало? Што викам, колешка? Дојде, вика. Излегам, слушај, рече. Има една молба, не знам дали ти кажа, Милко, што? Треба да победи Шапчанка. Како да викам да победи Шапчанка? Слушај, реков, колешка. Видов дека се стави, вика, најголема оцена. А што мислиш, викам, не заслужива? Знам да заслужија, меѓутоа, Душко, знаеш, ипак, да буде Шапчанка. Колешка, ова толку е суптилна, вика. Ова е излегува со еден балетски чекор, ја викам, ова има како мало учено балет, викам, духот е, ова е ко лептир, а ова е ко амазонка, убава, висока се, но не е српски тип. Ова е, викам, грчки тип на жена. Викам, ака ме гледа, го право се, али молим те, не правам корекции. Јас компромиси не правам. И ова победи, одиме на прослава, за мене место овде градоначалникот, седнав ја, ова е вика за Душко. И гледа ме игнорира затоа што му кажеле. Така ли е така? А директен пренос имаше. Запознав едно младо момче, колега. Да. Вика, ти из телевизија, да. И јас си седнав до него, станав. И едно време вика, дамите сега канат. Ова кој ја победи, право иди мене да... И кажале дека ради мојата оценка. Јел могу... А танчерка не орат. Јас бев најдобар танчер во класата и фалцер. Заигравме. И полека цело внимание го привлековме. Виде дека двајцата сме танчери. По едно време ми вика колегава, јел знаеш ти оно наше коло да играш? Почна народна музика. Знамо, викам, колега, и то врло добро. Онда иди на чело, не. Јас викам до тебе, тој низок беше. Ја и ти последни там. И сега Марко ме гледа, вака, кажете му на Душко да дојде до мене. Ти честита, вика Душко. Да. И станавме пријатели кој ќе одеше на одмор во Грција, ќе дојде кај мене. Еве, Дуле, не може да не ги спомнеме твои успеси, тоа се 20 портрети за познати певачи од Македонија. Туја исто имаш направено и безброј други работи, па да ни кажеш нешто поконкретно и за тоа све.
во македонската телевизија, се извинувам, направив 21, мислам дека се портрети на познатите пејачи Бадев Караѓоле, Сестри Мавровски, Кирил Манчевски, Вања Лазарева и тоа и сценариума и режија. Тоа се получасовни музички документарни емисии, кои гледам често сега одат на втора и на сателитскиот канал, и гледаат нашите во Канада, и доста писма добивав за тие емисии. Тие се касетира во тој период, па македонска телевизија имаше продавница до клубот на писатели во центарот, тоа се уништи се денеска, не можеш да најдеш седе нешто, сакаат луѓето да имаат од тие големи личности. Нема, не ги интересира никој од телевизија. Тоа беше македонска телевизија, продукцијска куќа беше. Сега не е продукцијска. Сега други се продуценти, а изнајмува телевизија на продуцентите својот кадар. Не е коректно тоа. Тоа е парадокс. Потоа направив стотина, не знам точно сега колку по македонските приказни, колку, и играв во нив. Режирав и играв. Некогаш се случуваше да не дојде актер. Јас не одлагав снимање. Го земав костимот и го влекував. Се сеќавам, требаше да снимаме една интересна бајка. Играше принцеза, една млада глумица од Битола, и треба да ја носат, да ја погубат. И го нема джелатот. Организаторот вика утре снимање. Нема, дајте ми, викам, костим, ја ќе го играм джелатот. Го облеков костимот и викам, се наведнав, качувај се. Е ставив тука, она се изненади. И тоа многу лесно ја подигнав. И одејќи разговараме накрај, тој и простува, а царицата и е маштеја, вика, погуби ја. И ова вика, ти си толку нежна и убава, што и моево камено срце го стопи и ја пушта. Така да, има безброј такви случаи, знаеш, во текот на снимањето. Потоа играв кај Ценески на филмови, додека бе во Куманово, исто заборавивме, тој период го скокнавме. Потоа интересни случаи се со Иво Рибарлоло, сега ќе ви кажем еден случај, играм 5 представи, му организира театарово, 4 за 2 за гимназија, 2 осмолетка и вечерна представа во Домот на културата. Полно. Играм Лола и имав реплика, викам, ми соопштија дека мојата девојка Слобода Трајковиќ германците ја убиле. Стана еден човек, извади капата, е удри жена му, се прекрсти. Ја го гледам. Веќе малку ме деконцентрира. И викам, наскоро ме се најде нова несреќа. Ми соопштија дека загинал брат ми Јурица. Тој рипна, изваде капата, така се прекрсти и жена му сама пи направи. Оп, и таја, стои. Леле. Ама толку то така го направи одсечност, мене, така ме деконцентрира, кога ме фати една смеја, во мене вријам, седам, имав еден пиштол, го извадив, импровизирам, заборев до кај сум. И си викам, Душко, сега најчесно е, а тој и на Раде Шербеджије му си наслучено, сега извини се, да му кажам дека не сум, ова е 5-та представа, не сум во можност да продолжам, цигара пауза, па почнувам од почеток. Маци, толку пот од мене. И имав чувство дека ќе експлодирам. Која е та храброст, сега како да се извинам? Собирам храброст, застанав и во еден момент ми доаѓа весната реченица, сијаличката ми светна, а следуваше после тоа еден монолог каде Иво Рибарлола, кој е председател на младите од Југославија, се обраќа лично на врховниот командант на друга. И кога почна рафално, друже, врховен командант, стана еднаш, тама е завршуваме еден аплауз.
Само вака направив. Ме однесо кај директорот. Што ќе пиеш кафе, реков, дајте ми една раке. Испив една раке и заспав истиот момент. Еве, мислам дека пуно работи кажамо за твој живот кој Може би има уште детали интересни така. динамичен. Потоа доста работев и Сега си јас се направив доста за ТВ Зора емисии музички, за ТВ потоа Нова. направив портрети, тука е портретот на Маргица Антиска, на Чико Ѓоко, на Коловски, уште на некого направив, па направив за Кумановската бања е прекрасен филм. Го финансираше Советот на радиодифузија. Дифузија, да. Потоа требаше да го правам со Венко Андановски филмот за Куманово. Не успеавме, таче беше тогаш градоначалник. Вика, Душко, ајде да направиме, вика, еден, не знам која годишнина беше на Куманово, да направиме филм. Ќе направиме филм. Ќе го земеме Венко Андановски, по потекло е Кумановец. Вика, одлична идеја. Ја му кажем на Венко за 14 дена направи прекрасно сцена. Името го носеше Куманово, космичка шанса. И јас на Венко викам, правиме, почнуваме да снимаме, се осмисливме, направивме граѓанско друштво и обезбедив авион, ми требаше 40 статисти и јас го играм покрај што режирам и Батко Ѓорѓија. По еден момент, не знам, се случи нешто, се одложи филмот и сега ќе правиме промоција на сценарио. Ајде да правиме. Вика, што ќе кажеш ти, Венко, овој таче вика за сценарио? Викам, космичка шанса. Јас искористив. Идем од Белград, таа шанса искористив и еве ме, јас сум дел од Куманово. Штета да го реализиравме, немаше средства, нешто тога се случи со буџетот. Фала ти што беше доле гост во емисија, ти посекуј уште добро здравје, да станеш овој витален, креативен и да си ги продолжи своји мисии кои си го зацртаја во живот, а ти не оступуваш од твоја идеја, идеш напред и само тако е. Благодарам и јас и посекувам уште многу успешни емисии. Верувам дека преку лето ќе извадите емисијата во по-така интересни амбиенти. Куманово има богата околина. Излезете од овој затворен простор. Од овој студиски, да речем. Тука јас доста спотови направив на сега кажав На Тони. на преку радиодифузија нели направив на Маргица На Антеска. Маргица Антеска, Да, да. тука неколку направивме. Потоа не знам, изградов некаде, многу време помина, многу настани се, во моментот не можеш да ја мобилизираш мислата, се да опфатиш. Фала ти што беше гост уште еден пуда. И јас благодарам. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово, спа и све најбоље. Поздрав.